15 часот и 30 минути. Македонско радио, Радио Скопје. Владневен вестник. Патот е јасен, тој води кон вашето членство во Европската Унија, порачаа Могерини и Хан. Никој не може да го блокира процесот. Скринингот започнува на 17 јули, вели вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Одбележани 70 години од прогонот на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Во прифатниот центар во Избегово ќе се гради населба за бездомните лица, а не камп за мигранти, тврди министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Истече рокот за комплетирање на документацијата за легализација на дивоградби. Австрија од утре го презема 6-месечното председавање со Европската Унија. Добар ден од Билјана Таневска, останете со Пладнивниот радиовесник. Патот напред е јасен, тој води кон вашето членство во Европската Унија, порачаа во заедничка колумна високата европска представничка Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Вице-премиерот за европски прашања пак Бујар Османи на пресконференција соопшти дека не очекува опозицијата, како што вели, во овие историски важни моменти да излезе против волјата на 80% од граѓаните. Петар Серафимовски. Патот напред е јасен. Тој води кон вашето членство во Европската Унија. За да го остварите тоа, сите политички сили ја делат одговорноста за одржување конструктивен диалог и продолжување на аспирациите на граѓаните, особено преку реформи во владењето на правото, безбедносните служби, јавната администрација и функционалната пазарна економија. Ова меѓу другото се вели во заедничката колумна на високата европска представничка Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Овие начела лежат во срцето на европската успешна приказна. Тие се исто така она што го бараат граѓаните на вашата земја, сакаат и заслужуваат. Ова е нашиот заеднички пат, колку повеќе Скопје ги задоволува потребите на своите луѓе, толку побрзо ќе напредува кон полноправно членство во Европската Унија. Пишуваат Могерини и Хан, кои наведуваат дека историскиот договор меѓу Скопје и Атина ги направил горди европејците и оти тоа е стратешки договор за двете земји и за цела Европа. Изминатава недела членките на ЕУ го потврдиле тоа достигнување и поставиле јасен пат кон отворањето на пристапни преговори во јуни 2019-та. Могерини и Хан потенцираат и дека вратите на Унијата се отворени и оти патот на земјата кон Европската Унија станал неповратен, се вели во нивната колумна. Вице-премиерот за европски прашања пак Бујар Османи на пресконференција побара од опозицијата и претседателот на државата да се изјаснат кој пат го поддржуваат, при тоа најавувајќи почеток на скрининг процесот за во ЕУ. Членството во НАТО и ЕУ не е обврска на владата. Не е обврска само на опозицијата. Таа е обврска која што ни ја дале граѓаните и која што ние како штафета ја пренесуваме од една влада на друга влада. Сега е време опозицијата да каже на која страна е во овие историски моментуми кога се одредува иднината на државата. Јуни 2019 е и нашиот префериран моментум кога би биле спремни целата енергија на општеството да се концентрира на започнување на преговори. Пред тоа, целата држава ќе биде фокусирана на скринингот, на имплементација на договорот со Грција и на следните претседателски избори. Не очекувам опозицијата во овие историски важни моменти, вели Османи, да излезе против волјата и стратешката определба на граѓаните за НАТО и за ЕУ и мисли дека никој нема да ја спречи волјата на 80% од граѓаните. Премиерот Зоран Заев во интервју за Дојче Веле на македонски јазик ја оцени како историска одлуката на Европската Унија за датум за почнување преговори за членство на Македонија и Албанија. Македонија критериумите за членство во НАТО ги исполни уште со Букурешкиот самит во 2008 година. Билатералниот спор за името со Грција и натаму е реален проблем, напиша на својот Facebook профил лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Снежана Димовска. На прашањето за различните интерпретации на одлуката на Еврокомисијата и дека критичарите оценуваат дека во прашање е само уште едно одложување и разочарување за Македонија, премиерот Заев изјави дека не постои некој друг опис на одлуката освен фактот дека е историска.
Добивме датум за преговори јуни 2019. До тогаш заедно со нашите пријатели и партнери од Европската комисија заеднички ќе работиме на остварување на критериумите, односно на имплементација на фазите од договорот со Грција и финализација на реформите. Многу сме блиску до нашата цел да ги достигнеме стандардите на Европската унија, рече Заев. Тој истакна дека според досегашните искуства во проширувањето на Европската унија, поглавјата во просек се затвораат во рок од 7 години. Прашан дали го загрижува тоа што во Грција постои силен отпор и на коалицијскиот партнер на премиерот Алексис Ципрас и на опозицијата за тоа да се прифати македонска нација и македонски јазик, како што е наведено во договорот, Заев рече дека фактот што опозицијските партии во двете земји се противат на договорот, покажува дека е постигнат добар компромис. Македонија критериумите за членство во НАТО ги исполни уште со Букурешкиот самит во 2008 година, напиша на својот Facebook профил лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Тој смета дека билатералниот спор за името со Грција и НАТО му е реален проблем. Овој спор ние сакаме да се надмине и тука никогаш не сме се разликувале од било кој посериозен политички субјект, но она пошто се разликуваме е начинот на кој тој се решава и цената што Македонија ја плаќа за тоа. Зоран Заев со овој договор прави неповратна штета за државата, атакувајќи врз достоинството и идентитетот на нашиот народ, пишува Мицкоски во својата објава. Лидерот на партијата додава дека членството во НАТО не е волшебно стапче што ќе крене просечната плата која се уште е далеко под ветените 500 евра. Гледаме како Талат Джафери со неподнослива леснотија вели дека ќе го објавил договорот со Грција и договорот за двојазичност без подпис од претседателот Иванов, што предупредувам представува ново кривично дело, чија одговорност брзо не застарува и ќе дојде ден, доколку се случи таков чекор, за ова и за многу други работи, одговорноста да биде покрената, предупреди претседателот на ВМРО-ДПМН во својата објава на Facebook. Опозицијата го поддржува евроатлантскиот пат на Република Македонија од самото нејзино формирање. Како политички субјект ВМРО-ДПМН е на таа траекторија и нема отстапување од тоа, но не по цена на губење на државата, изјави лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Опозицијата чврсто чекува кон патот на евроатлантските интеграции на Република Македонија, но доколку некој очекува да опозицијата застане рамо до овие кои што ја подпишаа оваа капитулација, тогаш во најмала рака е премногу претенциозно да се очекува такво нешто страна на опозицијата. Опозицијата го поддржува евроатлантскиот пат на Република Македонија од самото нејзино формирање како политички субјект ВМРО-ДПМН е на таа траекторија и нема отстапување од таа траекторија, но истовремено опозицијата е свесна дека во услови кога целата македонска јавност и меѓународна заедница гледа како премиерот бара мито од повеќе 100.000 евра, кога гледа дека Македонија е цврсто закована на дното по сите економски параметри во Европа, кога гледа дека нема реформи по ниту еден основ и во ниту една област во Република Македонија веќе повеќе од 13 месеци, тогаш на опозицијата е јасно дека и покрај ова капитулантско дело евроатлантска иднина за Република Македонија нема. Најмалку што треба сите оние министри кои што се занимаваат со евроатлантските интегративни процеси на Република Македонија, поради ова фијаско што го направија на дипломатски план, да се поднесат од морален чин оставка веднаш. Пред нас е историска можност за почеток на преговори за членство во Европската Унија и покана за полноправно членство во НАТО. Ова е остварување на врвните национални и државни интереси на Република Македонија и сите нејзини граѓани, изјави пратеникот од СДСМ и коалицијата Харило Квенец. Се потврдува дека договорот со кој се решава 25 годишниот спор со Грција е патриотски чин. Го зајакнува и гарантира македонскиот идентитет и јазик и ги отвара вратите за влез во ЕУ и НАТО. Почитувани граѓани, дојдовме на прагот на Европската Унија и НАТО. Се случуваат историски моменти што на подобро ја менуваат иднината на нашата држава. Да ја искористиме шансата што е пред нас. Мојата цел од секогаш беше одбрана на добробита на македонскиот народ и во таа смисла ја развивав соработката со различните политички опции, не водејќи сметка за разликите што постојат меѓу нас. Така и ќе остане, вели хрватската европратеничка Маријана Петир по нејзиното исклучување од групата европратеници, пријатели на Македонија и најавата од македонската влада дека ќе се формира нова група. Makedoniju volim ne samo zato što je zemlja izuzetne povijesti, kulture i tradicije ili pak zemlja bogata prirodnim ljepotama,
Македонија ја сакам, не само заради тоа што е земја со извонредна историја, култура, традиција, природни убавини, туку и заради тоа што во неа живеат прекрасни и срдечни луѓе. Секогаш ме воодушевуваше вашата борба и храброст во борбата на заштитата на вашиот идентитет. Посматрајќи ја борбата и неправдата која со години се нанесува на Македонија, не можев да останам настрана затоа што длабоко верувам дека граѓаните на Македонија заслужуваат почитување и правда, заслужуваат да бидат полноправни граѓани на ЕУ и во европското семејство да го донесат целиот свој идентитет. Ова е пресуден момент кој ќе ја одлучи македонската иднина. Народот е тој кој може да одлучи. Од Македонија се бара да се откаже од својот идентитет, кој е основа на вашето постоење. Затоа, единствено, народот може да одлучи за својата иднина. Од самиот почеток на работата во Европскиот парламент се залагав Македонија да стане членка на НАТО и да се отворат преговорите меѓу Македонија и ЕУ, а сите билатерални прашања да се решаваат во текот на преговорите. Во таа насока и одеше нашето действување во групата пријатели на Македонија во Европскиот парламент. Се надевам дека и новата група на пријатели и натаму ќе ја водат работата за добробитта на македонскиот народ, како што тоа и беше во изминатиот период. Македонскиот народ секогаш ќе има верна пријателка која води сметка за неговиот просперитет. Денеска во паркот Жена борец во Скопје беа одбележани 70 години од прогонот на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Ова е протест и против договорот за велепредавство меѓу Димитров и Кодзијас, изјави архимандритот Никодин Цркњас. Тој порача дека најголем греф е да си го продадеш името и дека проблемот не е името, туку тоа што тие живеат таму. Елизабета Кузмановска. Пред споменикот на децата прогонети од Егејскиот дел на Македонија во паркот Жена борец во Скопје, Сојузот на Сдруженијата Македон уште еднаш се сретнаа во знак на сеќавање и почит кон настраданите и раселените од пред 70 години. Прогонството се уште трае, велат револтираните од земјава и од диаспората. Денес сме се по повод 70 години од екзодусот, што ни е сторено од страна на Грција и уште што трае тај наш проблем со Грција. Денеска прославуваме 70 години и мислам дека сме толку горди да одбележиме овој ден, кој значи многу за нас прогоните од Македонија. Пиштеа, планините, ехо се слушаше од планините, но тоа беше политија на демократската Грција. 500 години и повеќе стара леринска фамилија. Цела мала беше, не збореа ни еден грчки, ни еден, сите македонски. Трагедијата од мојата фамилија, 3 браќа партизани, едењо го фатија на 17 години, го отапаа во Солун, другиот во борбата загина после 3 години, третиот па во Грамос и во Вичо. 70 години екзодус одбележани низ документираните и автентични сведоштва, со фотографии кои говорат за голготата во поставките во домот на македонската армија. Утре во Катланово, некогашните деца бегалци уште еднаш ќе се потсетат на собирите по прогонот во 1948 година во Северна Грција. Точно една година откако специјалното јавно обвинителство поднесе 17 обвиненија до кривичниот суд против 94 лица и 7 фирми. Заедно со двете обвиненија кои до тогаш беа поднесени, СЈО има вкупно 20 обвиненија. Тимот на Катица Јанева објави дека дел од новоотворените истраги има и такви со кои финишираат, сепак се уште нема решение за статусот на ова јавно обвинителство да може да поднесува нови обвиненија. Од досегашните поднесени обвиненија вкупно се изречени 9 правосилни условни казни и 3 неправосилни затворски. Првиот предмет за кој СЈО во 2017 година доби првостепена пресуда е предметот за уништувањето на списите за прислушувањето Тврдина 2, но апелацијниот суд пред еден месец укина дел од пресудата за екс-началникот на петата управа Горан Груевски и судењето за него треба да почне од почеток на есен. Пресудите во овој случај се правосилни само за 6 службенички на УБК кои добија условни казни затвор. Правосилни судски пресуди има за случајот насилство во кој Томислав Лазаров и Јордан Ристевски признаа вина и исто така добија условни казни. Лани вина призна и службеничката од УБК Елена Джиланова за предметот Тврдина Таргет, при што се спогоди со обвинителството и доби условна казна.
Неправосилни пресуди има и за предметите ТЕН, каде што екс-премиерот Никола Груевски и помошникот министер Ѓоко Поповски добија затворски казни. Поповски беше осуден на затворска казна и за предметот 300 за набавката на полициски возила. Неправосилна пресуда има во предметот Тифани, во кој по признанието дека е виновна, условна казна доби новинарката Ивона Талевска. Пред почетокот на судската ферија, пресуда може да биде изречена само за предметот труст. За најстариот предмет на САЈО, случајот насилство пред општина Центар, се уште нема пресуда. Во нацрт стратегијата за реформа на правосудниот сектор за периодот од 2017 до 2022 година пишува дека специјалното јавно обвинителство ќе добие проширена надлежност и ќе гони и кривични дела од висок профил на корупција. Во прифатниот центар во Визбегово ќе се гради населба за бездомните лица кои до неодамна живееа под кале, а не камп за мигранти, тврди министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Таа на социјалната мрежа Facebook сподели статус во кој апелира граѓаните да не наседнуваат на лажните информации. Според неа, оваа одлука е усвоена уште пред една година, со која владата трајно ќе им обезбеди дом на повеќе од 80 лица кои живееа на улица. Повторно, јасно порачуваме, бегалски кампови нема да се градат и бегалци нема да се населуваат во нашата земја, тврди Царовска. Изворниот мелос како богато културно наследство се одржува и живее во душата на народот како негов идентитет, велат околу 250 учесници на годинашниот 44-ти фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. Фестивалот синоќ е отворен во Прилепа, вечер ќе продолжи на Рудина кај Долнени. Нашиот дописник Елизабета Митрска. Лјупчо Најдовски од Македонски Брод, откако знае за себе е со писокот на гајдата. Вели, сам научил да свири и не го пропушта фестивалот Пеце Атанасовски. Ја има добиено и гајдата на Пеце. Љубовта кон гајдата, тоа ти е од внатрешните чувства на самата моја душа доаѓаат. Јас сум самоук гајдаджија и она што го чувствувам, тоа и го свирам и го пренесувам. 44-тото издание на фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски почна синоќа во Прилеп, а денеска изворната песна ќе се разлее на Рудина кај Долнени. Изворниот мелос го негуваат и старите и младите, велат Димитрije Марковски од Прилеп, Јашар Сеидију од Тетово и Никола Ампов од Кочани. Народна песна и музиката кои се со стари инструменти, гајда, кавали, тапани, тие работи од време се биле и па ќе бидат, до крај со они се сири, се пее, се весели со они. Значи многу за нашата култура, мислим, у Македонија. Затоа со многу задоволство се дошло овде да докажеме мислим, од Тетово нашата песна како полошката песна. Има дел од младите кои ја негуваме традиционалната музика, свириме, пееме, играме. Околу 250 учесници од цела Македонија на фестивалот го представуваат и го негуваат богатиот изворен фолклор, смета Илчо Јованов, етномузиколог и преседател на извршниот одбор на фестивалот. Добро е што има многу голем интерес, сите генерации на фестивалот ќе продефилират од најмалите, значи дечиња до највозрастните луѓе што ја љубат, што ја сакат нашата изворна музика. Целта на постојањето на овие фестивали е да се негува, да се продолжи љубовта од претходните генерации и мислам дека целта е постигната. Во рамките на фестивалот се одржа и семинарот за изучување на изворниот мелос. Вечер на Рудина ќе биде доделена гран-при наградата за најуспешни изведувачи, а најдобриот гајдаджија ќе ја добие гајдата на Пеце, што ја доделува општина Долнени. Од светот. Символична церемонија за предавање на председавањето со Европската Унија од Бугарија на Австрија. Рускиот председател Владимир Путин ја прифатил поканата да ја посети Србија. Американските агенции за разузнавање сметаат дека Северна Кореја го зголемила производството на збогатен ураниум за нуклеарно оружје на повеќе тајни локации. Поројните дождови предизвикаа поплави и проблеми во сообраќајот во повеќе делови на Србија. Вестите од светот денеска со Мирче Апостолски. Бугарскиот премиер Бојко Борисов, австрискиот канцелар Себастијан Курц и председателот на Европскиот совет Доналд Туск се сретнаа во австриското туристичко место Шладминг, каде што се одржа символична церемонија за предавање на преседавањето со Европската Унија.
Во фокусот на разговорите беа резултатите постигнати за време на бугарското преседавање со Унијата и приоритетите на Европскиот совет во следните 6 месеци по кои ќе работи австриското преседателство. Борисов се заблагодари за конструктивниот диалог во Европскиот совет, кој даде можност да се насочи вниманието врз Балканскиот регион. Туск од своја страна истакна дека мотото Европа која штити, која го избрала Австрија, е многу соодветно за да се штитат територијата и границите на Унијата. Рускиот председател Владимир Путин ја прифатил поканата да ја посети Србија, потврди во Белград амбасадорот на Руската Федерација Александар Чепурин на состанокот со председателот на Србија Александар Вучиќ. Според белградскиот весник Вечерње новости, Путин ќе ја посети Србија на 1 ноември по повод 100 годишнината од ослободувањето на Белград во Првата светска војна, кога ќе биде организирана голема воена парада на која ќе присуствува и Путин. Американските агенции за разузнавање сметаат дека Северна Кореја го зголемила производството на збогатен ураниум за нуклеарно оружје на повеќе тајни локации и дека ќе се обиде да ги скрие, додека бара отстапки во преговорите со Соединетите Американски држави. Афганистанскиот председател Ашраф Гани најави официјален крај на едностраниот прекин на огнот на владините сили со талибанците, но ја повика милитантната група да се вклучи во мировните преговори. Пороен дожд погоди повеќе делови на Србија, предизвикувајќи поплави и проблеми во сообраќајот, а под вода биле и неколку сообраќајници во Белград. Големо невреме ја погоди Суботица, а како што соопштија локалните медиуми, во тој град многу улици се поплавени, сообраќајот е забавен, а има и искорнати дрвја. Едно лице е полесно повредено во невремето. Сообраќајот на Ибарската магистрала во близина на Степојевац речиси е целосно блокиран, бидејќи од надојдената вода таму е формирано езеро. Во некои делови од земјата, зафатени од невремето, надојдената вода однела неколку автомобили. На автопатските делници од коридорот 10 низ Македонија од јули патарина ќе се плаќа и со смарт картичка, што ќе може да се набави на бензинските пумпи, на сегашните наплатни станици за патарина и на границите. Смарт картичките потоа ќе може и да се надополнат, и тоа преку телефон, лаптоп, односно преку посебна апликација. За почеток на платата на патарината ќе се одбива и во готовина и со смарт картички, и за тоа ќе бидат поделени различни ленти на наплатните станици. За тие што ќе плаќаат во готовина ќе важат сегашните цени на патарина, а за оние со картичка ќе има и намаление, како што истакнуваат од јавното претпријатие за државни патишта, за побрзо да се увидат придобивките од користењето на смарт картички. Пред временскиот извештај, уште една информација, поради 17-тото Европско првенство во планинско трчање, кое утре ќе се одржи на Водно со почеток од 9 часот, за време на надпреварот има ограниченост и забрана за движење на возила. Како што информира организаторот Атлетската федерација на Македонија, кај турската резиденција затворена ќе биде улицата Тодор Александров, која води до Средноводно, а затворена ќе биде и улицата која води од Горно Нерези до Средноводно кај ресторан Кана. Забраната ќе важи за сите возила, освен за редовните линии на ЈСП Скопје, кои ќе се обраќаат по нивната редовна рута. Временски извештај. За временскиот извештај до правата за хидрометеоролошки работи се јавува Душанка Танушевска. Времето денеска во Македонија е променливо облачно со локален и краткотраен дожд проследен со ретки грмежи, особено повеќе е застапен во северните делови на земјава, дува умерен до засилен северен ветер, повеќе изразен долж по Вардарието, каде наместа достигнува до околу 50 км на час. Температурата на воздухот во 15 часот изнесуваше 19 степени во Лазарополе, 22 во Крива Паланка и во Берово, 23 степени се измерени во Охрид, 24
24 во Прилеп, 25 во Пожаране, 26 во Битола, Штипи во Виница, 27 во Тетово, 28 во Демиркапија и секако најтопло е во Гевгелија, тамо температурата достигна до 30 Целзиусов степен. Воздушниот притисок во Скопје е за 8 мерни единици понизок од просечниот 972 хектопаскала, има тенденција на тамошно благо опаѓање, релативната влажност на воздухот изнесува 48%. До крајот на денов ќе има локален и краткотраен порендош со ретки грмежи, особено повеќе во северните делови на земјава, ќе дува умерен долж поврдарието и засилен ветер од северозападен правец. И во Скопското подрачје ќе биде променливо облачно, со сончеви периоди и со услови за локален краткотраен дожд, ќе дува умерен до засилен северен ветер. Во текот на утрешниот ден исто така ќе преовладува сончево време, локално ќе има и краткотраен порендош со можни ретки грмежи. Утринската температура утре и зутрина во земјава се очекува да се спушти во интервалот од 10 до 20, а преку денот на високата дневна температура да достигне од 27 до 32 степена. Во наредните денови потоа следува период на претежно стабилно и суво време, но се уште локално ќе има изолирана појава на краткотраен локален дожд со ретки грмежи, температурата на воздухот ќе има тенденција на благ пораст. Со временскиот извештај го завршуваме Пладневниот радиовесник, техничка реализација Леон Геговски, спикер Анита Трпевска, водител Билјана Таневска. Одговорен уредник на Македонското радио, Радио Скопје, Наташа Андреевска. Имајте пријатно попладне. Македонско радио, Радио Скопје. Продукција 2018 година.